За 3 недели јавноста и 17 обвинети за крвавиот четврток ќе ја слушнат пресудата. 10 години е најмалата затворска казна за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Екс-директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, полициските припадници Душко Лазаров, Оливер Радулов, Оливер Поповски, Митко Пешов, разузнавачот Мунир Пепик се меѓу обвинетите, како и Александар Василевски Нинџа, кој во исказот ја откри дел од операцијата за организирање на собранискиот упад. Пресуда нема за 15 обвинети, меѓу кои пратениците Крсто Мукоцки и Сашо Василевски, кои добија амнестија и се на слобода. Водечкиот судија Добрила Кацарска потенцираше дека Советот треба детално да ги разгледа записниците од рочиштата кои се повеќе од 200 страници испишани со докази за да донесат правилна пресуда. Во декот на судскиот процес одбраната негодуваше и бараше преквалификација на кривичното дело. И во самото барање во завршните зборови истакнавме дека очекуваме и бараме ослободителна пресуда, меѓутоа она што можем да го кажеме дека очекуваме навистина судот да ја види ситуацијата онаква каква што е и да тоа биде позитивно за мојот штитеник. На последното судење одбраната ги даде контрарепликите, откако обвинителката Вилма Русковска им реплицираше на завршните зборови на адвокатите и на обвинетите. Јане Ченто, откако ќе биде слободен човек, ќе докажува дека од обвинителството за организиран криминал му било понудено да биде загрозен сведок, откако го демантираше Русковска. Овој предмет почна на 22 август 2018 година, односно минатата, и траеше точно 6 месеци, а се одржаа повеќе од 70 судски рочишта тука во оваа зграда на Кривичниот суд. Веднаш откако се отвори новата зграда на Скопска единица, имаше околу 40 сведоци и повеќе докази како видеоснимки, материјални докази предложени и од страна на обвинителството за организиран криминал и корупција, како и од страна на одбраната. Токму од ова судење излегоа исказите на обвинетите за организаторите на собранискиот упад, а обвинителството со докази веќе има отворено истрага. 7 месеци по крвавиот четврток, во ноември 2017 беа првите приведувања и распити кои завршија со притвори. 4 месеци подоцна, лани во март, обвинителството го покрена обвинението до Кривичниот суд. За 1 година подоцна, предметот за собраниските инциденти ќе добие првостепена пресуда.